На кои 2-3 економски гранки треба да се фокусира Македонија? Во што нашата земја може да постигне бизнис успеси? На овие две прашања одамна требаше и политиката, и стопанството, и науката да дадат одговор. Премиерот Христијан Мицкоски на партискиот конгрес истакна дека индустрии базирани на знаење, технологија, биотехнологија, инженеринг, креативни индустрии и слично биле новата економска матрица. Тој вели Македонија мора да вложува во новите дигитални технологии и технолошките паркови ќе создадат работни места со повисока додадена вредност и ќе го зголемат извозниот капацитет. Ова делува плански модерно, но сепак да не се подзаборави земјоделието. Тоа е една од економските гранки каде Македонија сигурно има добар потенцијал. Тука земјата може да постигне големи извозни квоти, а не како досега да е зависна од увоз на храна. Во земјава се увезуваат дури и патлиџани, кромит, лук, компири, што е крајно поразувачки. Плодна почва имаме, сонце исто така. Само треба подобро организирано земјоделство и производство на органска храна од старите добри македонски семиња. Тоа сигурно ќе се бара на светските пазари. Ова економска гранка е фикс за Македонија, ама треба да се запне, а субвенциите конкретно и корисно да се потрошат. Инако Македонија има и други економски адути, но некако се оставени по страна. Два скандали, две објавени бомби од антикорупцијскиот тим на СДСМ чекаат соодветна институционална реакција од ДКСК и јавното обвинителство. Првата бомба, фирма со двајца вработени, основана минатата година, добива 9 милиони евра договори за тендери од владата на Мицкоски, објавена пред 10 дена, а втората семејна фирма на Томовски, која го чисти буџетот на граѓаните со 5,5 милиони евра, велат од СДСМ. За опозицијската партија ова е пример како власта преку стари криминални шеми испумпува пари од буџетот кои на крај завршуваат во Белата палата. Спиновите на СДСМ и хистеријата за наводен криминал не поминува. СДСМ во очај од своите екзистенцијални проблеми почна да конструира наводни скандали за некакви тендери, постапки кои се согласно закон. Реагира ВМРО-ДПМН и додава дека секоја фирма во Македонија која ги исполнува условите и критериумите има право да учествува на постапки за јавни набавки, а на крај да се избере најповолната понуда. За владеачката партија и во двете постапки кои СДСМ сака да ги представи како скандал, испочитувана е законската процедура и фирмата која дала најповолна понуда е избрана. Во собранието денеска треба да се одржи седница на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, на која е предвидено да се разгледува представката поднесена од Сдруженијето на родителите на загинатите деца во дискотеката Пулс. Родителите велат дека нивната иницијатива не е политичка, туку исклучиво борба за правда и барање институционална одговорност, за да не се повторат вакви трагедии. Председателот на комисијата Димитар Апасиев претходно најави дека на седницата се поканети председателката на државата, премиерот, председателот на собранието, министерот за внатрешни работи и други надлежни институции. Минатата недела собранието на предлог на пратеници од ВМРО-ДПМН, Знам и Вреди одлучи да формира анкетна комисија што ќе ги разгледува постапувањата на институциите во повеќе трагедии. Кочанскиот пожар, случајот со модуларната болница, несреќата на Дурмотурс и автобуската трагедија кај Ласкарци. По комисиската расправа, денеска на пленарна седница, пратениците почнаа да расправаат по предлог буџетот за 2026 година. Новиот буџет предвидува раст на БДП од 3,8% и инфлација од околу 2,5% во услови на стабилни цени на меѓународните пазари, раст на приватната потрошувачка на 2,6% и на јавната потрошувачка од 1,4%. Буџетскиот дефицит е проектиран во апсолутен износ од 39,2 милиарди денари, или на ниво од 3,5% од планираниот БДП. Вкупните приходи се планирани на ниво од 374,9 милиарди денари, а расходите на ниво од 414,2 милиарди денари. На крајот на ноември 2025 година официјалните македонски девизни резерви изнесуваат 4,86 милиарди евра.
и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 19 милиони евра. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност 73,9%, пошто следуваат монетарното злато 16,4% и валутите и депозитите 9,7%, велат од Народната банка. Девизните резерви се дефинираат како средства кои што се веднаш расположливи на монетарната власт, а служат за финансирање на платниот биланс преку интервенција на девизниот пазар со цел да се влијае врз девизниот курс или за други цели. Бирајте го терминот и денеска ако патувате кон Грција. Грчките земјоделци кои со денови штрајкуваат со блокирање на гранични премини, утрово ги паркираа своите трактори на 2 премина кон Македонија. На Богородица Евзони блокадата започна од 12 часот за влез и излез кон јужниот сосед, а ке трае до 16 часот и потоа повторно од 18 до 22 по грчко време. На Меджитлија блокадата почна од 10 часот и ке трае само 4 часа, пошто сообраќајот ке се нормализира. Се доближуваат новогодишните празници, кога за жал зголемено се продаваат разни забранети пиротехнички средства. Полицијата се обидува тоа да го намали. Во тој правец, вчера во Штип, полициски службеници лишија од слобода 47 годишен штипјанец кој на тезга си продавал 1340 парчиња пиротехника. Подоцна со судска наредба извршен и претрес во неговиот дом, при што се пронајдени уште над 2990 парчиња различни пиротехнички средства. Лицето е задржано во полициска станица и за настанот е известен јавен обвинител. Со цел по безбедни празници, од МВР апелираат да не се користи пиротехника. Петардите не се играчка, нагласуваат оттаму. Нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравјето. Владата во Албанија го одобри националниот план за непредвидени ситуации за мешани миграцијски текови за периодот 2026-2028. Стратешки документ кој има за цел да ги подготви албанските институции да се справат со зголемените миграцијски текови на територијата на земјата. Западниот наш сосед ќе гради и отвара прифатни центри за мигранти. Како што е соопштено, таквите центри нема да се градат концентрирано во еден град, туку ќе бидат распределени според мапата на миграцијските текови и главните премини. Поточно во југоисточните и јужните гранични региони, главно во Корча, Ѓори Кастро и Валона, објавија тамошните медиуми. Во Србија 108.000 жени се омажиле пред да наполнат 18 години. Ова стои во извештајот на УНИЦЕФ, во кој се наведува дека секое второ девојче во ромските населби е во брак или живее во вонбрачна заедница, додека секое шесто се омажило пред својот 15-ти роден ден. Таквите бракови често доведуваат до прекин на образованието и малолетничка бременост, се вели во извештајот на УНИЦЕФ. Авторите на истражувањето наведуваат дека е потребно детските бракови да се дефинираат како кривично дело против сексуалната слобода на малолетниците. Украинскиот председател Володимир Зеленски покрај долготрајните преговори со САД и начелно прифаќање на многу работи, сега најави нов украински мировен план што во следниве денови ќе му го представил на Вашингтон. Изјавата на Зеленски беше дадена синоќа по состанокот со британскиот премиер, францускиот председател и германскиот канцелар. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Зеленски е главната пречка за мирот. Во меѓувреме пристигнуваат вести дека руските воени сили напредуваат на сите делови од фронтот во Украина. Поради прекршување на договорот за вода, Колорадо, Тихуана, Рио Гранде од 1944 година, според кој САД треба да добиваат просечно најмалку 350.000 акри стапки вода од притоките на Рио Гранде секоја година. Председателот Доналд Трамп ќе му воведе на Мексико повисоки царински тарифи. Тексас во моментов се соочува со суша поради што многу земјоделци не може да ги наводнуваат своите посеви и добиток. Локалните власти и членовите на Конгресот веќе предупредија за проблемот, а претходно оваа година беше поднесен закон за казнување на Мексико, но тој не беше усвоен. Австралија стана првата земја што воведе минимална возраст за користење на социјалните медиуми. Од денес на сила е закон со кој платформите како Instagram, TikTok и YouTube
ќе бидат недостапни за повеќе од 1 милион профили на австралијанците под 16 години. Овој закон доби остри критики од големите технолошки компании и застапниците за слобода на говорот, но беше пофален од родителите и застапниците на децата. И други држави планираат слични чекори. Иако забраната првично опфаќа 10 платформи, австралиската влада објави дека листата ќе се менува како што се појавуваат нови социјални мрежи. Европската комисија покрена истрага за заштита на конкуренцијата против американскиот технолошки гигант Google. Истрагата се однесува на користењето онлайн содржини за генерирање резултати од пребарување преку вештачка интелигенција, како и за употреба на видеата поставени на платформата YouTube за тренирање на вештачка интелигенција модели. Истрагата треба да утврди дали Google земал туги текстови, вести и содржини од интернет за да ги користи во своите нови одговори со вештачка интелигенција и дали Google ги користел видеата од YouTube кои ги поставиле обични луѓе и креатори, за да ги тренира своите вештачки интелигенции без да праша или да плати за тоа.